описменех за буквите. Порано словените немаа книги, но со црти и резки читаа и катаа бидејќи беа јазичници. Откако се покрстија, беа принудени да ги пишуваат словенските зборови со римски со грчки букви без устроение. Но како може да се пишува добро со грчки букви Бог, или живот, или многу, или црква, или очекување, или ширина, или отров, или каде, или младост, или јазик и други слични на нив. И така беше многу години. Потоа човеколюбецот Бог, кој уредува се и кој не го остава човечкиот род без разум, но сите ги доведува кон разум и спасение, се смилува над човечкиот род, но го испрати свети Константин, филозоф наречен Кирил, праведен и вистинолюбив маж, им состави 38 букви. Некои велат зошто создал 38 букви кога може да се пишува и со помалку. Други пак велат зошто се словенските книги. Нив ниту Бог ги создал, ниту ангелите, ниту се првични како еврејските, римските и грчките, кои се уште од почетокот и се примени од Бога. А други пак мислат дека Бог не ги создал буквите. И не знаат што зборуваат окаените, дека Бог заповедал на 3 јазици да се пишуваат книгите како што пишува во Евангелието. И имаше надпис напишан на еврејски, римски и елински. Ако пак некој рече дека не ги устроил добро, бидејќи и сега се доустројуваат, ќе го дадеме овој одговор. И грчките исто така многу пати биле поправани од Акила и Симах, а потоа и од многу други. Полесно е нешто да се поправи покасно, отколку да се создаде прв пат. А словенските книги самиот свети Константин наречен Кирил ги правел, ни буквите ги создаде за мало години, а они мнози на 7 души за многу години ги создадоа нивните букви, а 70 преводот. Ако ги запрашаш грчките книжевници велејки кој ви ги создал буквите или ви ги превел книгите или во кое време, ретко од нив тоа го знаат. Но ако ги запрашаш словенските книжевници велејки кој ви ја создал азбуката и ви ги превел книгите, сите знаете ќе одговорат свети Константин, филозоф наречен Кирил. Тој ни ја создаде азбуката и ни ги преведе книгите и брат му Методи. И ако запрашаш во кое време, тоа го знаете ќе речат за време на грчкиот цар Михаил и на бугарскиот кнез Борис и на моравскиот кнез Растица и на блатенскиот кнез Коцел во годината 6363 од создавањето на светот. Има и други одговори кои ги кажеме на друго место, а сега нема време. Така, браќа, Бог им дал разум на словените. Нему слава, чест и власт сега и за секогаш во бескрајните векови. Сега е 21 век, а Кирило-Методиевското дело и денес, и утре, и за навек останува наша основа, наш писмен темелник и образовен светилник. Нивната оставнина не ја ветват времето и вековите, туку напротив, сите ревностни следбеници и современици ја полеваат, ја негуваат, ја афирмираат, ја чуваат и ја заштитуваат. Амин. Еве, ни светна, Христолюбци. Светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој што огреа на земјата како сонце со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајќи го сиот свет. Божјата премудрост си созида храм во неговото срце и на јазикот негов како на херувим почиваше секогаш светиот дух, разделувајќи дарови според верата, како што кажуваше и апостолот Павле, дека секому од нас му се дава благодет, како што дарувал Христос. Кој што ќе каже дека ме љуби како Господа, и јас ќе го залюбам. Ќе му се покажам самиот и во него ќе си направам храм и тој ќе ми биде син, јас ќе му бидам татко.
Таква татковина барајќи овој преблажен Отец и Учител наш, ја остави сета убавина на овој живот, домот и богатството, татка си и мајка си, браќата и сестрите. Од младини беше чист како ангел, се оттргнуваше и избегнуваше од житејски сладости и секогаш беше со псалми и пеење и со духовни поуки. Врвеше само по еден пат што води на небеси. Затоа низ неговата уста се изли Божјата благодат, како што кажал премудриот Соломон. Во устата на премудриот влегува вдахновение, тој носи закон и милост на јазикот, со него ги врзува злословните усти на еретиците. Се појавија ереси за времето на Теофил Иконоборец и се одржаа многу години, прогонувајќи ја светоста на иконите и соборувајќи ја. А при благоверниот цар Михаил направија правоверен собор управуван против еретиците и сета нивна злоба ја изгореа со духовна сила. Каде и да се чуеше некаква хула за божествениот образ, како со крилја тој прелетуваше над сите земји и со јасни приказни ги разрушуваше сите соблазни и упатуваше кон права вера, исполнувајќи го оставениот завет на Павла. Ги прелета како орел сите страни од исток до запад и од север до југ, меѓу хазарите и сарацените, и заради светата вера се најде и на соборите. Како сонце грееше со триш светли зраци и секоја нивна заблуда ја отклонуваше. Во фулскиот народ ја победи безбожната измама и светна со триш вечна светлина. На словенскиот народ, кој што беше во незнаење и греовен мрак, по милоста и човеколюбието на Господа, нашиот Исус Христос, му стана пастир и учител. И им ги затна устите на волците, на тријазичните еретици, пророчки укажувајќи на тревливиот јазик и упатувајќи ги сите со писмо кон спасение. И Господ Бог благоволи да почине неговото пречесно тело во Рим. Неговиот труд и подвиг ги почитуваме и слични пофалби нема кому да упатиме. Па иако отпосле светна, сепак надмина се, како и деница, која, иако огрева најпосле, со својата светлина ги облева сите звезди кои имаат сончева светлина. Така и преблажениот Отец и Учител на нашиот народ, повеќе од сонце со тројни лачи сјаеше и просвети безброен народ кој што лежеше во мракот на незнанието. Нема место што не е осветлено од неговата блажена душа. Оди на сите народи скриените тајни им ги откри разумно исповедајки, на едни со писмо, на други со поука. Божја благодат се изли низ устата негова и затоа го благословил Бог за вечно. Затоа, која уста да ја искаже сладоста на неговото учење, а кој јазик ќе може да ги каже неговите подвизи и трудови и добрината на неговиот живот. Оти таа уста, посјајна од светлината, ја покажа Господ. Таа ги просветува помрачените од лагата на гревот. Тој јазик источи сладки и животворни зборови. Тие пречесни устни расцутија со премудрост. Неговите пречесни прсти поставија духовен органон и го украсија со златозрачни букви. Со таа богогласна уста се напоија жедните за Божји разум. Со неа мнозина се насладија со животворна храна. Со неа Господ обогати многу народ со Божја мисла, дури и го венча со богткаен тен
овој апостол. И од неговата уста потече изворот на животворни зборови, исполнувајќи ја нашата суша пресушена и преку неа се покажа многухулен еретички јазик. Оти таа чесна уста се покажа како серафим кој што го прославува Бога. Низ неа научивме за триделното божество, представено од едно суштество што се разделува со именуваните својства и еднакво прославување на вечно присутниот Татко и Светиот Дух. Затоа да биде блажена твојата уста, о блажени оче Кириле. Од неа на мојата уста се источи духовна сладост. Блажен го нарекувам твојот многугласен јазик, од кој му огреа на мојот народ светлина на триж вечниот Бог. Блажени да се твоите златозрачни очи, кои го одзедоа неразумното слепило од моите очи и ми огреа богоразумна светлина. Блажени да се твоите свети нозе, со кои го обиколи како сонце сиот свет, проповедајки вдахновена наука. Блажени да се твоите златозрачни стапки со кои ги упати нашите заблудени нозе на прав пат. Блажена да е твојата пресвета душа што ја излекува мојава душа од струпјето на гревот и всади разум во нашите срца со духовни спорови. Да се создаде дело кое што и по 12 века е масовно ползувано и чувано, е многу повеќе од капитално и севременско творештво. Нашето заедничко целокупно работење, колку и да е обемно, премало е во однос на она што свети Кирил и Методи го создадоа и во трајно наследство ни го оставија. Нека се вечни делото, споменот и заветот на македонските и сесловенските просветители. Нека е честит 24 мај, празникот на светите Кирил и Методи, творци на азбуката, основоположници на словенската писменост. Свети Кирил и свети Методи, молете се за нас, преподобни учители, што ги продолжуваме вашите преславни дела во славата на Пресвета Троица, Таткото и Синот и Пресветиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.